Јас ќе ја поздравам и мојата гостинка која што имам во студиото тука. Гужвите си го направија своето, па ќе морам вака да ве испочитувам, бидејќи немавме можност да се поздравиме кога колегите ве донесоа. Денеска се одбележува меѓународниот ден на човековите права. Бидејќи веќе не очекува колешката Славица Величковска од Штип на линковско вклучување, одиме со таа содржина, а веднаш и со разговорот во студиото. Декларацијата за човекови права на Обединетите нации гарантира права и слободи на сите луѓе без оглед на раса, пол, религија, политичко убедување, национално потекло. Дел од ромската заедница се уште се случува со дискриминација и маргинализација. Тоа ќе ни биде и темата на ова прволинковско вклучување од Штип. Славица, добро утро. Добро утро, повтор пат, Ване, токму така. Сите со раѓање добиваме основни човекови права, меѓутоа голем дел од нас тешко ги остваруваме, односно тешко ги уживаме своите права. На оваа тема утринава разговарам со Ерол Адемов, виш референт во општина Штип за односи помеѓу заедниците, меѓутоа и долгогодишен активист во невладиниот сектор кој се залага токму за правата на ромите. Добро утро, Адемов. Значи, реков, сите ги имаме основните човекови права, меѓутоа ромската заедница, добар дел од неа, се уште се соочува со тешко реализирање и остварување на овие права. Многу декади на ромите поминаа, меѓутоа очигледно треба се работи уште многу за основните човекови права да не бидат тема дека некој е дискриминиран, туку едноставно да ги унапредуваме и да ги почитуваме. Добро утро и од мене. Благодарам на вашата покана да го честитам Меѓународниот ден на човековите права, каде што овој ден е важен за да се подсетиме на важноста на човековите права и нивната примена со оглед на обезбедувањето на еднаква правда, можности, но и достоинство без дискриминација за сите граѓани. Она што е важно е дека ние остануваме посветени на промоцијата на заштитата на човековите права преку едукација, застапување и овозможување на правна помош за заштита на правата, а секако и обезбедување на пристап до правда на оние на кои што им е најпотребна. Она за кој што се залагам како вработен во локалната самоуправа во општина Штип, а секако и во граѓанскиот сектор во Сдруженијето на мултиетничко општество за човекови права од Штип, ние веќе 18 години работиме на прашањето на човековите права. Зошто е овој ден важен? Она што е многу важно за овој ден е дека во 1948 година е усвоена Универзалната декларација за човекови права од страна на Генералното собрание на Обединетите нации како резултат на Втората светска војна и последователните злосторства за човекови права кои што биле за целото човечество. Она што е важно за мене е дека ромската заедница се уште е на маргините на општественото живење и јас се залагам и секако со локалната самоуправа и во граѓанскиот сектор сакам да допринесам кон системски решенија кои што ќе овозможат еднаков пристап на сите граѓани во нашата заедница со оглед на фактот со посебен акцент на ромската заедница, затоа што оваа заедница се уште е на работ на сиромаштијата. Тука можам да кажам дека се уште тие се најголем процент невработени во нашето општество и секако најмалку ги уживаат правата. Од тука ние во рамките на нашите проекти овозможуваме на овие граѓани да можат да имаат олеснет пристап пред се на остварувањето на овие човекови права, но секако обрнуваме повеќе внимание во однос на обврските кои што ги имаат спрема општеството и оние кои што се донесени норми на општеството во кое што ние живееме. Се чувствува, има впечаток дека се чувствува подобрување на овој план, меѓутоа многу работи полека, споро се одвиваат, како да се забрза таа интеграција и тоа обесправување да се намалува и во поглед на образованието, и на вработувањето, и на домувањето, на крајот на криштата во основа на се стои и социјалната нееднаквост, а се со цел да се прекине тој, како да
кажам, волшебен, магичен круг во кој ромите со генерации живеат? Се подобрува ли процентот на едукација, на квалитетот на домување и согласно со тоа нели и процентот на вработен? Па во однос на, можем да кажам, со стереотипите и предрасудите со кои што се соочува нашата заедница, можем да истакнам што е најважно да се направи. Ние имаме јавни политики кои што се донесени од страна на државата. Тука би ја спомнал стратегијата за роми, тука би ги спомнал националните акциони планови, но сепак ова се само документи. Што е важно за ова да се направи е важно да се операционализираат со тоа што ќе можат да бидат обезбедени средства за нивна имплементација, пред се од страна на буџетот на државата. Тука ќе ги спомнам и локалната самоуправа, каде што во рамките на неизините можности овозможува во нашата општина да ромите можат преку различни програми, проектни активности и така натаму да можат да имаат некаков пристап. Пред се можем да кажам во домувањето. Оно што го правиме во моментот е во рамки на проектот кој што го имаме од Европската унија, Штип и Берово заедно за подобрување на условите на ромските заедници, е токму во насока на тој холистички пристап за обезбедување на основното право, а тоа е правото на домување, каде што ние како локална самоуправа ќе можеме да им обезбедиме на 41 ромско семејство да има дом. Исто така можем да кажам дека тука е многу важно и вработувањето. Најголем проблем ромите се соочуваат со тоа што немаат одредени вештини и компетенции за да бидат конкурентни на пазарот на трудот, и затоа можем да кажам дека во рамки на проектот за зајакнување на националните и локални системи за поддршка на ефективна социјоекономска интеграција на повратниците во земјите на Западен Балкан, можем да истакнам дека повеќе од 50 лица успеавме во рамки на основното училиште Гоце Делчев во Штип истите да можат да го оформат нивното образование. Ова беше образование за возрастни и програма каде што возможи на овие лица да можат да го оформат нивното образование. Имавме можност да овие лица исто така да аплицираат, да отворат собствен бизнис, а исто така е многу важно и пристапот до образованието. Ние како локална самоуправа можем да кажем и дека во рамки на проектот за проширување на пристапот и вклучување на децата роми во услуги за ран детски развој и основно образование во Северна Македонија, кој што се имплементира преку Ромскиот едукативен фонд во партнерство со нашите организации, Ромскиот ресурсен центар и невладината организација Сонце, вклучуваме 40 деца бесплатно во нашите две градинки, во градинката Астибо и Вера Цилвири Трена, за да овие деца можат да се социализираат и полесно да можат да се вклучат во основното образование. Во текот на овој месец можем да кажем дека ќе вклучиме и тутори во основните училишта во прво оделение, за да може да им обезбедат новие деца кои што го завршиле процесот во предучилишното образование во градинките, да може да им се помага по македонски и по математика, за да секако може да се олесни нивниот пристап до образованието и да можат полесно да се вклучат во нашиот систем. Ви благодарам на одвоеното време утрина, уште еднаш да го испочитуваме и честитки за денешниот ден, да се надеваме дека сите овие активности и проекти на локално ниво ќе вродат плод и во понатамошните јавување ќе говориме за успеси во процесите на интеграција и напредок на целата ромска заедница во нашиот град. Ване, доколку имате прашања, повелете, тоа би било се од второто нинковско вклучување во Штип. Благодариме, Славица. Тоа е тоа, добар вовед во темата, секако кое што ја продолжуваме и во студиото со мојата следна соговорничка.